Dobro, продолжиме со Евангелието според Јован. Нашиот народ има една поговорка, велиме дека нашиот народ има, зашто мислиме дека е македонска, ако сам не си помогнеш и Бог нема да ти помогне. Дури некои додаваат, велат, нели у Библијата пишува и нели Бог рекол, ако сам не си помогнеш и Бог нема да ти помогне. Нема такво нешто во Библијата, не е дури ни во духот на Библијата, а па и не е наше оригинално, зашто и американците го имат. Тоа дури тие велат, нашиот голем председател Бенџамин Франклин го кажал тоа. Ама ако се вратиме назад во времето, ќе стигнеме дури до древноста, римјаните имале исто таква поговорка, велеле ако човек сам не си помогне и боговите од пантеонот нема да ни помогнат. Така да во суштина е паганска таа изрека. Не е многу христијанска, зашто ако Бог не му помогне на човекот, човекот е безпомошен. Тоа е факт. Посебно па ако кога се работи за духовните работи, за спасението. И затоа Павле многу јасно кажува, кога бевме слаби или безпомошни, Христос во одреденото време умре за безбожниците. И тоа е наша основната библиска вистина, дека Бог помогна на безпомошните. Тоест, тој дојде не за здравите, оние што можат да си помогнат, туку за болните. И во текстот што ќе го разгледаме, ќе го видиме тоа многу јасно, како нели Христос лекува безпомошен човек, неподвижен, лежи таму, во тремот, пред базенот, бања, водата, и Христос доаѓа и му помогна. Меѓутоа, ќе видиме како Христовото Слово, кој дејства со сила, како благодата која нели, влие и работи во човекот, поттикнува. Поттикнува потоа на вера, на послушност и на дејство. Така да, кога говориме за благодата, таа во никој случај не значи неработење или мрзеливост. И затоа би може да ја свртиме всушност поговорката. Ако Бог не ни помогне, ние не можеме сами да си помогнеме. Бог е тој кој дејства во нас, не раздвижува да ние да действуваме, да работиме. Зашто колку и да градиме и да се трудиме, ако Господ не го благослови тоа, нашиот труд е напразен, бесплоден. Благодата произведува вера, која произведува дејства. И сите тие нешто гледаме јасно во ова трето чудо. Минатиот пат го видовме второто, и второто беше во Кана, сега се преселуваме пак во Јудеја, во Ерусалим. И пред да поминеме на разгледување на чудото, би сакал пак да се подсетиме на некои чисто така екзегетски правила, кои се важни во поглед на толкувањата на чудата. Самиот Јован ни кажува на крајот на книгата дека тие 7 чуда кои тој ги селектирал и уште многу други кои ги направил, не се запишани, се направени, се случуваат тие чуда со единствена цел да се потврди божественоста на Христос. Тоа е главната тема на Евангелието според Јован. И луѓето да поверуваат во Христос како Синот Божи и така верувајќи да имат вечен живот. Тоа е основното значење тоа е причината заради која се случуваат чудата и заради која Христос Јован ги запишува. Е сега кога го знаеме тоа, важно е нели да го имаме во предвид при толкувањето. И не случајно Јован кога говори за чуда, го користи оној специфичен термин, оригинален, знак, знаци. Тој не кажува чуда во оригиналниот јазик, туку знаци. Има 3 зборчиња кои Новиот Завет ги користи за она што викаме ние чуда. Зборчето чудо или тераси, кој значи да се случи нешто надприродно. Например, мртов човек да воскресне. Или човек кој бил 38 години неподвижен да стане. Тоа е нешто кое не може да се случи по природен пат со медицината или човек не може да го направи. Не е вообичаено за овој свет. Другото зборче е динамис, кој значи да се покаже или да се подейства со некаква голема, божествена сила. Тоа надприродно дејство што се случува е резултат на таа надприродна божествена сила или динамис. И третото зборче, она што Јован го користи во неговото Евангелие, семион или знак. Што значи
порака, проповед, на нешто укажува тоа чудо. Чудото се случува за да пренесе некакво учење, да пренесе порака на луѓето што го гледаат, што се следоци, нели, на нас кои го читаме како запишено чудо во Светото писмо. Јован ја дава главната порака, а тоа е потврдата на Христовото Божество. И кога ги читаме тие чуда, ние ќе видиме дека тие или поттикнуваат некакви, самото чудо како чудо, или поттикнува некаква дискусија, некаква проповед на Христос, како што е овдека случај. После ова чудо ќе има на долга расправија, така може да кажеме, меѓу Христос и фарисеите, во која главната тема е божественоста на Христос. И тој како еднаков со Јахве суди, дава живот. Во некои случаи пак чудото е после некаква проповед што е кажал Христос и е во контекст на таа проповед. Така да самото чудо ја содржи во себе таа проповед. И кога ги толкуваме чудата, ние треба да го имаме предвид, нели, тој контекст, тоест да пристапиме идеолошки, да ги извлечеме идеите. И тоа воопшто не е алегоризирање. Јас предавам на студенти библиско проучување, екзегеза, и обично они која ќе се стигнува до моментот, нели, да се извлече теолошката идеја, ама чекај се, нели е тоа алегоризирање? Не. Алегоричен пристап кон Словото е оној кој бара во секое зборче скриено духовно значење. За терминологијата постои некакво духовно значење кој црквата или авторитете во црквата ќе треба да го откријат. Например, потоа имаше еден празник јудејски. И сега, за зборчето празник има скриено духовно значење кој треба да го најдеме. Тоа значи нешто во духовно. Јудејски, и тоа има зад себе духовно значење. Ерусалим како град има духовно значење, Ерихон како град има духовно значење. Ерихон е долу ниско, Ерусалим е горе, тоа значи Ерусалим е небото, Ерихон е пеколот и така. Тие се тие скриени духовни значења. Тоа е алегоризирање на текстот. Не. Секако, ние припаѓаме на буквалистичката школа, кој буквално ги разбира значењето на зборовите, она како што се запише, не бара скриено значење. Применува граматика. Важни се граматиката, морфологијата е се она што, нели, синтаксата се она што е дел од речениците и од текстот. И кога ќе се види, кога ќе се представи буквално, ќе се види значењето на текстот, од тука натаму ние веќе ги влечиме теолошките идеи. Мора да има идеолошки пристап, кој потоа е важно за нашиот живот. Кои се теолошките идеи од текстот? Теолошките идеи не се буквална примена на текстот. Инако сега во овој случај, ако ние нашата херменевтика е буквална на текстот, нели, на буквалното толкување, ќе кажеме се, што ни говори овој текст? Па тоа дека треба да одиме да бараме бањи, како што Христос отишол во бања, да најдеме луѓе, еве во бања Банско одат луѓе кои што се инвалиди, да бараме такви луѓе и да ги лекуваме. Тоа веќе е нарушување на правилата на екзегезата. Ние пристапуваме историско-граматички контекстот, но потоа како тој текст се применува во нашиот живот, значење кој е откриено од една буквална екзегеза, ќе биде применето како учење, како теолошки идеи во нашиот живот. Така да, ќе се обидеме да ги видиме тие слики во тој контекст, што овдека ги представува Јован во овој расказ за чудото, бидејќи се многу важни. Многу се врзани во контекстот на Христовата служба во Јудеја и конфликтот со фарисеите. Не случајно Христос влегува во таа бања, не случајно во тој ден влегува, не случајно тој човек го избира, не случајно му кажува тоа што треба да го направи, потоа не случајно и самиот оди во храмот и се случува таа средба со
фарисеите и расправијата. Сето тоа си има генеза и план, нели, во Божјата намера. Ајде да видиме како сето тоа се случува. Значи, Јован вели дека се враќа повторно Христос во... Ајде бе? Се враќа во Јудеја, во Ерусалим. Минатиот пат видовме еден краток, многу краток расказ за службата во Галилеја. Христос е во... Без мана ништо не бива. Христос служеше во Галилеја, има само едно чудо таму попишено, во Кана, исцелувањето на слугата на царскиот човек. Уште на почетокот спомнавме дека Јован повеќе се фокусира на Христовата служба во Јудеја, која временски е пократка. За другите евангелисти, кои така повеќе се интересираат од хронологијата на Христовата служба, поголем дел од евангелијата посветуваат на службата во Галилеја, која е временски подолга, секако. Меѓутоа, Јован поголем дел од евангелијето е посветува на службата на Христос во Јудеја, зашто таму се тие клучни настани кои ја отсликуваат божественоста на Христос. Така да, малку од втората глава беше во Кана расказот, таму во Галилеја, потоа отиде во Јудеја, па целата трета глава збори за службата во Јудеја, четврта глава малку Самарија, малку пак Галилеја и сега почетокот на петата глава гледаме дека Христос пак оди во Јудеја. Поминало од една година од предходната посета, прва посета на Јудеја. Беше на Пасха, кога го исчисти храмот во втора глава, направи многу чуда, беше таму средбата со Никодим. И сега повторно е, според така како што Јован, нели, причината ја представува, е Пасха, големиот јудејски празник. Христос, кој во се беше послушан на законот, беше послушан и во тој поглед. Да оди во Ерусалим на Пасха. И таму е, на Пасха. Не ова првиот ден, тоа е таму, во Ерусалиме. И решава во сабота, еден саботен ден, да помине низ таа овча порта и каде што пак во близина е таа бања Витезда и да влезе во бањата. Има, пишува, 5 трема, или тие се како простори околу, 5 простори околу водата, околу базенот. И тие простори биле зафатани од луѓе со, сега најновиот термин е со со попречености, да. Така беше, со попречености. Многу различни термини поминаа, прво викавме инвалиди, па хендикепирани, па потреби посебни, сега попречености. Не знам тие термини колку навистина мене од перцепцијата на луѓето кон таквите луѓе, но како и да е, попречености. Не, да, попречености. Слепи, глуви и пишува исушени, тоа значи неподвижни нозе, раце, неподвижни луѓе. Зошто, како што нели Јован тука ни кажува, се случувало од време на време да се раздвижи водата и кој прв ќе влезе, ќе биде излекуван. И има еден додаток дека ангел се симнувал и раздвижил водата, иако тој 4 стих го нема во неко многу авторитетни манускрипти. Во нашиот текст е даден затоа во заграда, спорно е. Како и да е, луѓето верувале дека нешто се случува, очигледно некакво суеверие, и тие луѓе таму седеле, спиеле во бањата и чекале кога ќе дојде моментот да се појат миурче, не знам што се случувало со водата, и кој прв ќе влезе, ќе биде излекуван. Не знаеме колку навистина се случувало тоа, но имало верување, луѓето биле таму. И таа слика сигурно била многу жална слика. На едно место собрани такви луѓе, немокни, безпомошни луѓе. Луѓе кои чекаат да дојде моментот и кога ќе дојде моментот се тиште неподвижни како тој што лежал на постела, тешко, но другите да се туркале, се бутале. Тоа било таму хаос за да влезе првиот, зашто само првиот
ќе биде излекуван. Безпомошност, немоки, исушени луѓе, не гледат, не слушат, не може да се движат. И тоа е една многу реална слика, многу жива слика за човештвото. Такво е човештвото. Човештвото во духовен поглед е слепо. Глуво е за Бог. Исушено е, парализирано е. Не може да протегне рака кон Бог. Сосема немокно. Како ќе си помогне? Ако човек не си помогне, Бог нема да му помогне. Не може да си помогне човекот самиот на себе. Интересно е дека самото име на местото значи дом на милост, на милосрдие. Тоа значи Витезда. Во такво место Христос дојде. Во таа бања. И тој таму покажа милост. Го претвори тоа на вистина место на милост, кога реши на тој човек да му покаже милост, да го излекува, да помогне тој безпомошен човек. Знаете што е интересно овдека? Толку луѓе имало таму, безпомошни, Христос е во Ерусалим, никој не го позна, никој не го забележи. Така таму, покрај нив, Христос веќе е познат. Христос го исчисти храмот, изврши многу чуда. Неговата слава веќе беше голема. Христос беше во градот. Знае дека Христос прави чуда. И сега Христос е таму. Покрај нив. И не можат да го забележат, не го гледат. Па нели се расчу дека Христос повторно е во Ерусалим, како што нели претходниот пат се чуди дека прави многу големи чуда и многу луѓе пишува поверуваа во него. Тука непосредно е храмот, меѓу другото викат дека најдени се темелите на таа бања, некаде во стариот град, стариот Ерусалим, покрај некоја црква Светана, која не знам кај се наоѓа. Како и да е. Историско место. Никој не го повика, сите очи беа вперени во таа вода. Чекаат да мрдне нешто во водата. Се надеваа целосна водата, а Христос е таму, до нив стои. Тоа е таа состојба на еден човекот. Надежта поставена во сосема други работи, не протегнува. Не може човекот да протегне рака кон Исус. Исушен е. Мртов е. Така вели Павле. Мртов е човекот за Бог. Колку да му збориш на мртвиот човек, нема да чуе. Колку да му кажуваш направи нешто, не може да направи. И во една таква состојба, во кој имаше целосна безпомошност, никој не покажа интерес кон него, во една таква состојба дојде Христос меѓу таквите луѓе и покажа благодат. Дојде кај еден човек, кој 30 години лежел во постела. 39 години. 39 години подвижен. Затвор без решетки. Тоа е состојбата на човекот. И пишува дека Христос добре знаеше маката на човекот. Многу добро знаеш ни што поминало тој човек. Без каква мака. И не ни кажува Јован од кај знаеше. И сега немојте да се прашувате од кај знаеш Исус, се за тој човек. Знаа, зашто е Бог. Јован тргнува од таа предпоставка. Тој е Бог и нормално дека знае. И не ни објаснува. За секого историјата е знае. И во една таква состојба која што никој не бара помош од него, Христос се презема иницијативата. Оде кај човекот и знаеш му поставува едно многу такво прашање. Сакаш ли да оздравиш? Ами зошто е таму тој човек ако не сака да оздрави? Меѓутоа, важно, Христос го привлекува вниманието кон себе и многу важен одговорот што го даде човекот. Да, сакам. Меѓутоа, како сакам да оздравам? Што ми е потребно? Сите тие нешто, начинот на кој реагира човекот на многу од иницијативите на Исус, Исус 3 пати ќе се обрати на тој човек. 4 пати. Ке има среда, ке го бара дори понатаму. Реакциите се чудни малку кај тој човек.
Нема да навлегуваме, не знам зашто се такви, не знам што сака Јован точно да каже, но се многу така симптоматични. Како и да е, го прашува сакаш ли да оздравиш? Многу логично прашање. Логично е, кој не сака да оздрави. И сепак е многу показателно за состојбата на човекот. Не треба да заборавиме како завршува посетата на Христос во Ерусалим, тоест првата посета, тоест разговорот со Никодим. На крајот во заклучните стихови Јован пишува вака: светлината дојде на светот во 3:19, но луѓето повеќе ја засакаат темнината отколку светлината, зашто нивните дела беа зли. И се на прашањето кон луѓето: сакате ли вие да оздравите од состојбата во која се наоѓате? Многу луѓе не сакаат. Сакаат да си останат во мизеријата во која живеат. Сакаат да бидат во темнината. Попријатно им е таму во темнината. Таму не се гледаат нивните дела. И го праша човекот: сакаш ли да оздравиш? Многу логично прашање е. Сакаш ли да оздравиш? Многу луѓе велат: не, добро ми е така. Сакам да се останам во темнината. Болниот му одговори, како му одговори: да, Господи, само нема кој да ме спушти во бањата кога ќе се раздвижи водата, додека јас да дојдам, некој друг слегува пред мене. Сакам да оздравам, ама како сега да оздравам? Знаете, неговата надеж е многу суетна. Тој се надава на таа вода таму, за која верува дека има исцелителна моќ. Ама нема, таква вода не постои. Да, многу луѓе веруваат, со километри одат. Одат во манастири за кои се говори дека има исцелителна икона или вода, и одат кај водата, одат пред иконата, а не се обраќаат кон Бог за исцеление. Таа е очајната ситуација во која човекот е безпомошен, очите се вперени во водата, а до него стои Бог. Бог е до него. Христос. Христос кој, меѓу другото, е познат веќе во Ерусалим. Правел чуда. Го носи својот авторитет со себе. И очите се вперени во таа надеж за исцеление во водата. Па дури еве и да претпоставаме дека ангел се симнувал, што не верувам. Самиот Бог е таму присутен покрај луѓето. Таму на патот од Куманово кон Страцен, или како беше, има од десната страна едни кукички, кои да поминам од таму, коли паркирани по 20-30. Некои се чудотвореци има таму. И одат луѓе од цела Македонија, од Србија, одат да барат помош од тој човек. Мислам, Иван се викаше. Тоа е надежта, со едната надеж. Ке го прашаш: сакаш да оздравиш? Сакам. Кај е твојата надеж? Во Иван, во водата. Тоа е една така многу специфична слика. И на одговорот што го даде човекот, Христос пак реагира на нелогичен начин. Му дава една заповед. Не му вели: чекај сега, ова вода не лекува или има друг начин, јас сум до тебе. Туку директно му вели: сега вака, стани, земја постелката и оди. Нема некоја врска меѓу прашањата на Христос, одговорот на човекот и потоа реакциите на Христос. И знаеш, ако човек ги гледа од страна нештата, го следи тој разговор, ќе се каже: многу сурово, многу жестоко. Човекот безпомошен, лежи таму со години. Не знаеш по кој момент ќе дојде, ќе се раздвижи водата. Во надеж, безпомошен. И сега доаѓа млад, здрав човек на 30 години и го прашува: ти сакаш да оздравиш? И човек: да, ми треба помош да се симнам. И сега овој му вели: хајде, стани, оди си, шо лежиш овдека? Сурово, се зафаркавали со него, шо му прави? Чекај, остани, ама од каде знаеме кога ќе се раздвижи водата? Може после 5 дена да се раздвижи. Од време на време се не пишува на Пасха, на празник.
Ке се случи. И сега Христос трябва да чека тамо. Трябва да чека да се развеше водата, да му помогне на човекот. И му вели, не, стани, вземе постелката и оди си. Да, много нелогично, како провокација некаква кон човекот. Шо седиш тук, ајде, оди. Христос и друг пат прави така. Едноставно дава заповед. Знаете, тоа силата на Христовиот збор. Еднаш во синагогата, во саботен ден, во кој што не може да влегува човек со исушена рака, имаше човек со исушена рака. И го повика тамо кај што бил некаде да не го видат на крај. Дојди, тука, напред, пред сите да те видат. Го повика, напред го повика. И му рече, испружи ја раката. И таа исушена рака, викат зашто е неподвижна, не може. Нема живот во неа. Човекот исправи раката пред старешините во синагогата, пред фарисеите, пред сите. Христовото слово кој има сила. Сила кој носи благодат, а таа благодат потоа носи послушност, носи вера. И човекот осети сила во своите нозе. Тој не праша, ама како да станам. Осети, му се размрдаа нозете. И стана. И си ја зема постелката. И си отиде. Христос заповеда и во исто време Христос ја даде силата за таа заповед. Како Августин што се моли во исповедите, неговите исповеди, Господи, заповедај ми се што сакаш. И дај ми ја заповедта што си ми ја заповедал. Тоест, дај ми го она што си ми го заповедал. Ти даваш заповед, што треба да направам, ама и ми го даваш тоа, што треба да го направам. И не може поинако, зашто ние не можеме да извршиме Божјата заповед, ако Тој не ни даде да извршиме таа заповед. Не ни ја даде силата. Кога бараме од Господ послушност, Тој ни дава и верата, ни дава и силата. Ни го дава она што треба да го извршиме како заповед. Не може да биде поинакво. Тоа е духовната состојба на човекот. Не може мртвиот човек да направи нешто ако не го оживи Бог. Тоа е вистината. Христос отиде на местото кај што беше концентрација на најнемокни луѓе, најбеспомошни луѓе во таа бања. И ја покажа милост и покажа живот како доаѓа. И послушност човекот стана на зборовите на Христос. Христос ги бара немокните и ги успособува да одговорат на неговиот повик. Warfield, кој е од крајот на 19-тиот, почетокот 20 век професор и декан на Принстон, професор по реформирана теологија, има една многу убава мисла, вели: доктрината за човечката немок не значи дека човек не може да верува, туку дека човек не може да верува со своите сили. Човек може да верува, но со Божјата благодат. Не може со своите сили. И потоа продолжува. Затоа со сето право можеме да им кажеме на немокните грешници: спротивстави му се на гревот во Христовото име, како да имаш сила за тоа, и ќе видиш дека имаш сила за тоа. Тоа е, со верата во Господ, работиш како да имаш сила и имаш сила. И тоа е нашето охрабрување. За Божјата помош правиме, зашто Бог ни дава да правиме. Зашто Божјиот збор има сила и благодата действа во нас. Води кон вера, кон послушност и понатаму сето тоа дава еден плод во нашиот живот кој се гледа во делата. И така, тоа се случува и додава Јован, а тој ден беше сабота на сето тоа. Ама да знаете, беше сабота, како нешто опасно. Исус реши во сабота да може и друг ден да оди во витездата. Во сабота реши да оди. И знаете што? Може да му кажем човекот стане и оди, а му рече да си ја земе постелката. Зошто па и тоа му го каже? Што толку ли била скапа таа постелка? А знаете дека тоа значи кршење на саботниот ден. И тоа на празник. Ерусалим е полн со
народ, полно народ. Доаѓа тамо од секаде. Знаете што значи да носиш постелка во Ерусалим, во близина на храмот, полно со луѓе, како да влезеш во некој мол на празничен ден, на Божик, Нова година, со автомат во рацете. Веднаш ќе те опколат телохранителите, веднаш полиција ќе дојде по тебе. Не може да те забележат. Не може тој човек да не биде забележен како си се мафта постелката во саботен ден. Нешто што е забраната. А Христос му рече тоа да го направи. Интересна работа. Зошто? Саботен ден беше. Саботен ден кој кај нас во Струмица тоа беше ден за пазар, сабота и бате да се испанеш во сабота. За евреите саботата е ден на починка, т.е. ден не на лежење, на спиење, туку ден кој го посветува, тој Божиот ден, ден посветен на Бог, ден во кој човек се одмара на Бог. И бидејќи и понатаму ќе го гледаме тој конфликт за саботниот ден, би сакал да кажем некои работи за сабота. Да, уште на почетокот гледаме како Бог реши да се одмори во саботниот ден. Седмиот ден, пишува, ги заврши делата своји што ги направи и се отпочина Бог во седмиот ден од сите дела своји што ги создаде. Смислам, како седна се одмара? Од кога создаде се, кој го држа тој универзум во рацете? Ако Бог реши да спие седмиот ден, пак секи отидеше во хаос и ќе се униш. Бог го држи универзумот во сила, во действување, во живот. Како и да е, Бог создаде и реши да се одмори во седмиот ден. И го благослови седмиот ден и го освети, зашто во тој ден се отпочина од сите дела што ги направи и создаде. Тука јас. Се отпочина од створење, создаде се. И од таа работа. Не пишува од одржувањето, од давањето живот на тоа што го создаде. Од самото дело, творење, така да кажем. Од тоа се за. И сега, тоа влегува како многу важен, може да кажеме, клучен момент во целиот тој легалистички законски систем на евреите. Законот, Мојсеевиот закон, се врти околу саботниот ден. Најголемо внимание, најмногу одредби, најмногу прописи, најмногу правила има околу саботниот ден. Тоа е како некаков клучен момент во тој циклус на практики, на дејства во Мојсеевиот закон. Интересно дека откако е запишан тој стих во Битие 2 глава за саботата, како некој свет ден, ние не го гледаме во употреба, во значење, се до заветот што го склучија евреите на Синај. Имаше жртву, од Каин почнаа жртвите, Авраам правеше жртвеници во земјата, потоа патриарсите, меѓутоа никаде немаме, никаде во нито еден момент немаме никаква трага дека саботата, седмиот ден, има значење, т.е. се празнува, се посветува на Бог. За прв пат го имаме тоа во книгата Излез и е врзан, го врзува тоа Бог со излегувањето од Египет. Например, во Второзаконие им вели на евреите: и запомни дека ти беше роб во египетската земја, но Господ твојот Бог те изведе оттаму со силна рака и долга рака. Затоа ти заповеда Господ твојот Бог да го почитуваш саботниот ден. Како едно помненика на благодарност на делото што Бог го изврши над народот, избавувањето од Египет и да памтат на кого должат се. Бог е оној кој што ги изведува. Бог е оној кој што го благословува нивниот труд. И кога работиш, седмиот ден ќе одмориш, ќе го посветиш на Бог, зашто тоа е оној кој што ти дава се. Тој те избави, тој ќе те воведе во земјата, тој те благословува. Посвети му го тој ден на Бог. И затоа, во тој систем, Мојсеев законски систем, има
посебна намена. И от тук натаму ќе видиме токму нарушувањето на правилата за саботниот ден се во основата на конфликтите меѓу Христос и фарисеите. Понатаму го среќаваме како правило што не треба да се прави во сабота, и тоа многу глобално така, општо, во Израз 2 глава, 20 глава 8 до 10 стих. Вели: помни го саботниот ден за да го празнуваш. 6 дена работи, врши ги во нив сите своји работи, а 7-миот е сабота Господова, ден на твојот Бог. Тогаш немој да вршиш никаква работа, ни ти, ни синот твој, ни керката твоја, ни слугата твој, ни слугинката твоја, ни добитокот твој, ниту придојдениот кој се наоѓа кај тебе. Ни добитокот, ни слугите, никој да не работи 7-миот ден. Тоа е дадено како една општа заповед. И за да го потенцира уште повеќе значењето на саботниот ден, на таа заповед за сабот, која е 4 во Декалогот, во Излез 31 глава 17 стих кажува: затоа синовите израелски нека ги пазат саботите, празнувајќи ги во родовите своји како вечен завет. Сега тие зборови вечен завет задни и за саботата. Тоа е знак меѓу мене, тоа е знакот за заветот меѓу мене и синовите на Израел до века, зашто во 6 дена ги создаде Господ небото и земјата, а во 7-миот ден се отпочина и се одмори. Гледате, се навраќа на Битие 2 глава како една основа, темел, на кој што ја гради таа заповед за саботниот ден. Сега, ова е, да, како дадено како заповед за еврејскиот народ, дел од Мојсеевиот закон, кој многу стрикно треба да се почитува, дури е предвидено смртна казна за оној што нема да ја почитува таа заповед за 7-миот ден. Смртна казна е предвидено. И затоа да се има сигурност, бидејќи многу е важно, евреите, учителите, нивни равините, почнале да си прават објаснување тука, толкувања, што смее, што не смее. За да бидат сигурни дека луѓето правилно ќе ја почитуваат саботата. Кои се дејностите што може да се извршуваат, што е строго забрането. Така почнале да одредуваат области од животот, од работата, кои не смеат да се работат. И почнале една, втора, стигнале до 39 области, дејности. Потоа во тие дејности почнале да прецизираат. Тие дејности ги деле така, се стигнало некаде над 300 правила во секоја од дејността, а последната пак 39-та е носење на товар. Каков товар не смее да носи, тоа е последната област. И треба да се внимава многу. Например, ако човек, кројачот, кој кројач се заборави иглата во џебот од петокот и му остане во саботата, тоа веќе нарушува на саботниот ден. Игла не смее да носи во џебот. Или кога некој пишува и се остави перото новото и заборава и сабота излегува, тоа е пак кршење на правилата за саботниот ден. И така, саботата од еден празник кој требаше да биде подсетување на народот за Бог, за Божјата сила, Божјата благодат, Божјото дејство меѓу народот, се претвора во јарем, товар за луѓето. Што можеме, што не можеме, што смееме, што не смееме. Од ден за одмор во Бог се претвора во ден на обврски спрема Бог. Целосно се изместува суштината на саботниот ден. И што прави Христос? Ова е во книгата Јован, првиот случај на конфликт во врска со саботниот ден. Точно во сабота го прави тоа што го прави. Очигледно дека има намера да стигне до тоа што понатаму се стига, дури и да не е Бог, може да се преде до кај ќе стигне, а пак тој самиот е Бог и ги води на станите и со сигурност стигнува до тоа до кој што сака да стигне. Значи, централната тема на равинското учење е саботата, правилата околу саботниот ден. Тие си прават еден талмуд, кој значи толкување на Торат, кај една ограда околу која што треба да се извршува тој закон, почнуваат со еден дел Мишна, пишуваат, па сметате дека не е доволно, уште еден дел, потоа продолжуваат Гемара, и така пишуваат низ вековите, создаваат различни школи околу саботата и сето тоа станува голем товар. И Христос удира
од тој момент, во саботата. И кога човекот си тргнува да си оди со постелата, го забележуваат секако овие јудејците и му велат веднаш: сабота и не треба да ја носиш својата постелка. Знаете што? Доаѓаат фарисеите, доаѓа власта. Власта веднаш ги повикуваат фарисеите, ќе видим понатаму дека фарисеите се сушност овдека присутни. Како смееш ти во сабота да носиш постелка? Ти нарушуваш заповедта, а може да бидеш и осуден на смрт. Сериозна е работата. Многу е сериозна таа работа. Одговорот на човекот, така како што нели е напишано, може да има и значење. Па еве, еден кој ми излекува, ми рече: земе постелката и оди си. Некој кој што излекува човек 30 години неподвижен, сигурно има авторитет да го каже тоа. Ако имал авторитет да изврши такво чудо. Меѓутоа, повеќе, мислам дека човек во самоодбрана го кажува тоа. Јас не сум виновен. Тој знал дека нарушува правило. Правило кој се казува со смрт. И вели, има еден кој ми рече да го направи тоа, ама тој направи голема работа. Како да не послушаш човек кој изврши такво чудо? И ако не можеме да го разбереме многу одговорот на човекот, неговата реакција, или можеме да го сватиме стравот, зашто така одговора, инаку човек воопшто не се заинтересира кој е тој, не знае кој е. Тој не рече: кој си ти што ми излекува? Не започна разговор со Христос. Послушност. Оди си, тргна да си оди. Меѓутоа, каква е реакцијата на фарисеите? Таа зачудува уште повеќе. Кога им каже човекот: ми излекува, и ми рече да ја земам постелка да си одам, тие воопшто не обрнаа внимание на фразата ми излекува. Јас не верувам дека тие фарисеи не го познавале тој човек. 30 години бил таму. Тој висел таму во таа бања. Самиот кажува: не сум успел досега да влезам, бидејќи секогаш ме испреваруваат другите. И никој не е заинтересиран за неговата сослуга да си каже: чекајте бе, како е излекуван тој човек? Кој е таа сила што го излекува? 39 годишен неподвижен човек. Не, што не ги интересираше? Правилото. Беше прекршено правилото. Правилото за саботата. Не е важно што направил тој. Не е важно каква милост, благодат покажал. Не е важно какво дело направил. Тој ги наруши моите правила. Тоа е. Нашите правила. И тоа правила кои фарисеите ги беа запишале. Ти ги нема во Мојсеевиот закон. Тие се толкувања на правила што може и што не може да се направи. Воопшто не праша кој те излекува, не се заинтересира. Тоа ги погоди. Тоа ги загрижи. Она што ги загрижи беше: еве, некој не ги слуша нашите правила. Се осмели да ги прекрши. Знаете ли, тоа на што прави човечкото правило и следенето на човечкото правило го свртува нашето внимание од Бог, од делата на Бог кон тие правила. И сета наша енергија ние посветуваме не на Бог, не на Неговото Слово, не на животот со Бог, не на благодата, туку на правилата. Колку луѓето се сообразуваат со тие правила, кои ние ги градиме, кои ние ги држиме, кон кои ние се приврзуваме, кои го значува нашиот идентитет некако, како христијани. Она што го откри Бог таму во Витезда е она што е најважно. Тоа беше Божиот карактер. Луѓето му се поважни од правилата. Милоста е поголема обврска од прописите. И во интерес на вистината Христос не ја наруши саботата.
Не я наруши саботата. Зошто не я наруши? Зашто тој го наруши фарисејското разбиране за саботата, не саботата. Саботата не е дадена како товар на човекот, туку како благослов. Тој човек имаше потреба таму од исцеление и Христос го исцели. Покажа сочувствителност. И го направи тоа во саботен ден. Токму заради таа причина да покаже која е смислата на саботниот ден. Господ ја исполни сабот. Тоа е смислата на саботниот ден. Подоцна ќе ги праша фарисеите, добро, што е по-добро да се прави во сабот? Да се помогна човек или да се прави план за убиство? Да се убие човек? Која е смислата на саботниот ден? Тоа е духот на законот, кој е нарушен од преданијата, традицијата и правилата на фарисеите. И како што кажав, правејќи го сето тоа, тој подготви основа да влезе во тој дуел со фарисеите, не за да се кара. Не верувам дека Христос бил мераклија да се кара. Христос е принц на мирот. Тој не е принц на кавгата и на расправијата. Сето тоа што го прави Христос е да донесе светлина, да укаже на тие заслепени фарисеи, да им покаже дека имат неправилен поглед на нештата, да им покаже колку се западнати во тие човечки работи и оддалечни од духот на законот, од духот на саботата, од духот на животот со Бог. Милост сака Бог, а не церемонијалности и они исполнувања, во кои што беа стрикни фарисеите. И така, беше сабота и гледаме што се случи во сабота. Почнаа да го барат виновникот. Во меѓувреме, додека да го најдат фарисеите, Христос го наоѓа тој човек. Оди во храмот и му рече, ете, сега си здрав, не греши веќе, за да не заснајде ништо полошо. Го најде човекот да му го каже она поважното. Го излекува физички, може и таму да му каже. Додека беше во бањата, го пушти. Да се случи тоа што се случи. Потоа, кога помине известно време, го побара. Не верувам дека таа средба, втората е случајна. Христос заборил први пат да му каже дека не треба да греши повеќе. Па и сега ќе одам да го барам. Не, Христос знаеше кај ќе го најде. Оти да го најде, да му го остави тој простор, да има две средби со фарисеите тој човек. Во првата рече, не знам кој е. Во втората ќе оди и каже, знам кој е, тој тоа ми го каже и ми го направи. Не греши. Зошто да не те снајде полошо? Тука имаме повик за покаяние, меѓу другото. И се некој каже, тука никаде во текстот нема покаяние збор. Знаете дека во целото Евангелие според Јован го нема зборот покаяние. Никаде не се среќава. Ама духот на Евангелието е покаяние. Не греши повеќе. Тоа е духот на покаянието. Живе и сега праведен живот. Посветен живот на Бог. Не живот во грев. Туку живот кон кој води таа благодат што јас ти ја покажав. Живот во благодат. Живот во вера во Христос. И тоа, меѓу другото, значи. Зошто ќе те снајде нешто полошо. Што е полошото? Не е кажано. Но ако продолжиме понатаму во тој текст, до крајот на целата 5 глава дискусијата е судот. И кој е оној кој што суди и кој е оној кој што ослободува од суд. Да не те снајде судот. Тоа е полошото нешто. Многу јасно дадено понатаму во продолжение на контекстот. Благодатта. Благодатта дава не духовна апатија, туку копнеш за праведност. И човекот на тоа што направи, оти да им каже на јудејците дека Исус оној што го излекува. Па тој се оти да ги побара фарисеите и да им каже, сега знам кој тој. Исус е тој кој што мене ме излекува. И ова реакција не ја разбирам. Од кај доаѓа, од кај е поттикната, ама го направи тоа што го направи човекот. Спрчам тука интересно, има коментар, вели, овој беден, парализиран човек, исто толку парализиран, не само во телото, туку и во мозокот, беше сожален од нашиот Господ Исус и продолжува како што сме сите ние, парализирани и во телото, и во мозокот. Отиде таму и тоа беше веќе, разбра фарисеите себе и отидоа да го најдат и да го убијат.
Оно што ја наруши саботата, оно што ја даде заповедта за саботата, сега треба да го убиеме, зашто тој не си ја почитува саботата. И што направија? Го гонеа Исус, сака да губят. Пишува прво, сака да губят. Зошто? Заради саботата, зашто ја наруши саботата. А потоа ќе сакат да губят, зашто ќе им каже, јас сум Бог, сега и за тоа ќе те убиеме, зашто си Бог. Прво, зашто ја нарушиш саботата и потоа зашто си Бог. Знаете, тоа е многу интересен проблем овдека, што го гледаме кај фарисеите. Што лошо најдоа кај Христос? Нивните правила беа нарушени. И кога го обвинија, Исус многу чудно одговори. И тука одговори пак без врска. Мојот Отец досега работи и јас работам. Јас сум Синот Божи. Нас не ни изгледа ова фраза многу јасна, меѓутоа фарисеите многу добро разбара дека преку ова фраза Христос се повикува на божественост еднакво со Отецот. И следниот пат ние ќе видиме, нели, има спорови, Христос јасен ли бил дека е Син Божие, е равен со Бог, дека има еднакво божество со Бог, Отец и така натаму. Многу јасен Исус. Во се се израмнува со Отецот. Инаку меѓу равините имало и таква расправија, дебата меѓу школите равенски, дали Бог работи во сабот или не работи. Некој веле Бог и во сабота не работи, другите веле, ма не може Бог во сабот да не работи. И Исус им вели, не, Бог работи и во сабота и јас работам. Мојот татко работи и јас работам. И ќе видиме понатаму како тој целосно се идентификува, како што таткото, така сум јас. Зашто каков татко, таков и синот. Исти сме. Не може да биде поинаков. И веднаш разбра дека се повикува на божественост како со Отецот и уште повеќе, пише, уште повеќе сакаат да го убијат. И кроја планови, кроја се додека конечно, нели, не ја постигнаа целта. Ја постигнаа целта и Христос воскресна на третиот ден. Христос целосно го исполни законот, вклучително и делот за саботата. Вклучително и делот за саботата. И кога исполни се од законот, донесе слобода од законот. И Христос ни ја донесе нашата починка. Вистинска саботна починка. Она на што беше слика правилото или заповедта за саботниот ден. Меѓу другото, фразата мојот татко или нашиот татко евреите во литургиски цели ја користеле во храмот, меѓутоа никој евреин не можел да каже мојот татко. Нашиот татко може да каже како народ. И тука со тоа јасно Христос кажува јас сум Божиот син. Како и да Христос на крстот, преку смртта, воскресението, во се го исполни законот, вклучително и пазењето на саботата и го постави почетокот на најголемиот саботен одмор за секој што верува во Христос. Одмор од што? Од вината и залудните човечки напори преку дела да се отстрани таа вина и да се добие Божјо благоволение. Или како што пише во Евреите 4 глава, 9-11 стих. Но за народот Божи се уште останува саботна починка. Тој пишува на луѓе кои поверувале во Христос, но со текот на времето почна да се враќаат на законот. И тој вели, нема веќе важност законот за вас. Но саботната починка останува. Како останува? Зашто кој ќе влезе во спокојот на Христос, тој ќе се одмара од делата своји, како и Бог од своите. Така како што Бог во сабота се одмори од делата на создавањето, така вие во Христос ќе се одмарате. И така да се погрижиме да влеземе во оној спокој, да не би некој да падне во слична непослушност како оние што се враќаат во законот. Конечно, нашата саботна починка е Христос. Во Христос ние имаме одмор. Благодата е нашиот одмор. Ослободени од сите тие напори, со сили, со усилби, кои се бесплодни, залудни, суетни,
да го постигнеме Божието благоволение и правдата. И затоа Христос се обреке на луѓето и вели: дојдете кај мене сите обременети, изморени. И тоа говори на луѓе кои се истоштени од тој закон и од товарот кој го наметнуваат фарисеите. И јас ќе ви успокоам, или јас ќе ви дадам починка. Јас ќе ви дадам одмор, вели Христос. И тоа е разликата меѓу законот и благодата. Не меѓу морал и неморал, не меѓу действување и бездейство. Зашто благодата токму води кон дејство. Го отстранува срцето од камен и го заменува со живо срце. Затоа, како поверувавме да не грешиме повеќе. И една друга полка што сакам да истакнам е онаа грешката на фарисеите. Мене ме боли многу, тажно ми е кога гледам како христијани гледат на христијани, не гледајќи го нивниот или валоризирајќи го, ценејќи го нивниот живот посветен на Бог. Нивното општина со Бог, нивната служба за Бог, нивната верност за Бог, туку само преку една призма на правил или призма на доктрини или призма на толкувања. И на крајот некако не е важно, се стига тоа, не е важно дали тој е посветен, му служи, му е верен, животот си го поминал низ се и останал верен, важно дали ја држи моите правила, моите разбирања. Може да е и грешен, но ако од моите е мојот грешник и ќе е прифатен. Но ако од другите, од другото разбирање, од другите верувања, не зборам за библиски, туку за доктринални, теолошки, тој не е од нашите. Кога некој ќе ми каже: ти крстен ли си од Светиот Дух? 20 годишно пророкува пред мене. Сега ти крстен ли си Светиот Дух? Што значи дали сум? Крстен сум, да. Зборуваш ли јазици? А зошто? И готово. Ти веќе за него не значиш ништо. Ти не си христијанин. Има и други, причини поради кои се отврламе. Не се гледаме во Христос како браќи и сестри соработници кои служат да го градат заедничкото царство на Бог, работат на заедничката Божја нива како земјоделци. Туку се гледам преку тие призми. И на крајот доаѓа дека не е толку важно дали некој живе верен живот на Бог, посветеност, молитва, слово, служба, туку дали моите правила, нашите правила ги крши. И тоа е навистина тажно. Фарисеите беа легалисти, закон има, ама ние имаме благодата, го имаме Христос. И да живееме во такви правила. Болно е. Верувам дека не е во духот на Христос. Така да, откако поверувавме, да живееме Божјата благодат, покајнички живот, од благодарност за онаа што Тој го направи за нас, преку Неговиот Син, нашиот Господ Исус Христос. Амин. Амин. Ајде да се молиме. Татко Небесен, ние Ти благодариме што Ти го сврте лицето кон нас немокните, безпомошните, парализираните, слепи, глуви, исушени во нашите срца. Ти го сврте погледот кон нас и испрати збор, дух, благодат кој не уживеа. Ти протегна рака кон нас и ја зајакна нашата рака да ја фатиме Твојата. Ти, Господи, не ослободи од товарот, од вината, не облече со правда, не оправда, ни даде вечен живот. И затоа, Господи, Те молиме, дај ни срца меки, чувствителни на таа Твоја благодат. Да го живееме тој живот на благодат. И таа Твоја благодат да ја покажуваме во нашиот живот. Да биде, Господи, црквата дом на милосрдието, на милоста, на Твојата милост. Место во кое што еден на друг ќе ја покажуваме Твојата милост,
охрабрувањето што ти го даваш и надвор во светот. Да го носиме тоа слово кој има сила и таму слабото да го заекне. Слепите да прогледат, глувите да чуят, камените срца да оживат, да станат меки за Тебе. Се молиме, Господи, помогни ни да го живееме Твојот живот во нас. Живот кој крши човечки правила, предрасуди и исполнува со Божја милост и благодат. Со Божји копнеш за спасение на изгубениот свет. Божји копнеш да се гради Твоето царство. И се молиме, Господи, заради таа Твоја благодат која беше покажана и со која не оживе, да копнеме и ние за покајнички живот. Ослободени од судот, со гаранцијата која што Ти си ни ја дал, во радост, славејќи Те Тебе, да действуваме преку верата и да покажуваме изобилен плод на Твојот дух во нас. Се молиме за сето тоа во името на Исус Христос, нашиот Спасител и Господ. Амин. Ајде ќе го славиме сега Господ.